Почитувани селам и добро вечер на сите. Младинскиот форум Хајат од Лабуништа во рамките на своите активности за прв пат организира ова година панел дискусија, што значи дебата на 20 и повеќе, отворена, во која присуствуваат и присутни се и граѓаните кои што слушаат, но и земаат заедно учество во рамките на дебатата со своји прашања, размислувања и сугестии на крајот, значи на отворената дискусија. Вечерва во ова прва панел дискусија во Лабуништа имам чест за прв пат да го представам познатиот публицист и аналитичар господин Ким Мехмети од Скопје, кој што на сите ви е познат од малите екрани во многу досега дебати јавни на разни телевизии, кои што имаат храброст да го повикаат и отворено да зборува за актуелната состојба во државата. И од мојата десна страна, господинот Аријанит Хоџа, представникот на Алијансата на албанската диаспора. Тоа е граѓанска иницијатива формирана во Чикаго и седиште во Чикаго. Тоа е дел од раководството со активности на нашите во Америка и нивните активности поврзани заедно со ова Република Македонија, со нашата држава. Темата на вечерашната панел дискусија ќе биде бидејќи опозиција на злото, тоест наслов кој што на некој начин е актуелен по тоа што навистина се наоѓаме, живееме во држава, во ситуација во која што последните, да кажем, 8 години Република Македонија навистина се наоѓа во една политичка, да кажем, нестабилна криза и состојба, во која што на некој начин сите ја чувствуваме таа криза од секој аспект, како политичка, така и во делот на образованието, културата, политиката и уште многу други сегменти во кои што потребно навистина за тоа да се зборува. Потребно е сите на некој начин да се информираме за таа состојба и потребно да се вклучиме заеднички за подобрување на ваквата состојба, тоест кон подобро. И темата на вечерашната панел дискусија ќе биде бидејќи опозиција на злото, тоест наслов кој што на некој начин е актуелен по тоа што навистина се наоѓаме, живееме во држава, во ситуација во која што последните, да кажем, 8 години Република Македонија навистина се наоѓа во една политичка, да кажем, нестабилна криза и состојба, во која што на некој начин сите ја чувствуваме таа криза од секој аспект, како политичка, така и во делот на образованието, културата, политиката и уште многу други сегменти во кои што потребно навистина за тоа да се зборува. Потребно е сите на некој начин да се информираме за таа состојба и потребно да се вклучиме заеднички за подобрување на ваквата состојба, тоест кон подобро. И затоа околу овие сите активности, околу сите случувања во државата во последните години, токму вечерва ќе дебатираме заедно со двајцата наши заеднички гости и паналисти, а на крајот од дебатата значи ќе имате можност и прилика да со ваши прашања да се вклучите во вечерашната дебата. Ви благодарам за присуството и внимателно да ја проследиме вечерашната. Насловот на оваа панел дискусија е бидејќи опозиција на злото. Почитуван Мехмети, за какво зло зборуваме? Дали име и презиме? Како изгледа тоа зло? За појасно на присутните од ваш агол, бидејќи токму на оваа тема многу често и имате досега дебатирано, анализирано, гледано од разни аспекти, како експерт и познавател на приликите во државата, поведете по минутите кои сте дадени. Океј. Фала ви многу, фала ви за поканата, мене тоа представува чест само. И одмah ќе почнам од тоа, дека многу е голема несреќа да живеете во средина кај што тешко се пропознава, кај што уствари во иста соба, на исти муабет седат и лопов, и поштен, и оџа, и поп, и арамија, и без морал, и со морал. Но има и полошо од ова.
Полошо од ова е ова што и се случува сега на Македонија. Кога една група лопови прави закон како да се штити од останатите лопови. Гледате ви што се случува во Скопје. Кои ја вадат Македонија од кризата? Тие што се осомничени дека ја стурна ова земја во кал. Сега, оној што те убил, оној што те ранил, го вика да те лечи. Тоа е стварно ненормално. Но би било пак добро кога ненормалното би завршило тука. Ненормалното продолжува и понатака. Ние сето ова го гледаме и молчиме. Ви рековте кој, дали има имиња и презимиња? Да, има имиња и презимиња. Еве, ги имате овие двајцата од ДУИ, кои што се осумничени дека зеле по 2,5 милиона евра. Мито. Вие муслиманите, вие сте наши браќа, ние вас ќе заштитиме, па не се секирајте вие. Ќе дојат после тој од ВМРО, па и тој исто, па знаете што ние сме братја по јазик. Не ти е брат тој што доаѓа само кога му требаш и кога те брои, извинете, не излазали сите сме така како стока. Колку ви има 1000 души, колку гласа ќе ми донесеш толку? Браќа сте. И кога ќе заврши гласењето, тој оди во Скопје, седнува тамо во фотелјата и ќе се сети дека ти е брат после 4 години. Во Македонија само нешто функционира братски, ајдуците функционират братски. И албанските ајдуци, и муслиманските ајдуци, и овие на ВМРО ајдуци, сите тие се вистинските браќа. И ние, ако не знаеме како да функционираме, треба да се огледаме на нив, треба да го преземе тој рецепт. Ако не има поштени, ако има се уште ова држава поштени. Јас верувам дека има, но дилемата е зашто се замолчивме. Видете, не е арам само кога крадеш. Арам е и кога гледаш дека другиот краде и ти молчиш, ти си одиш дома и велиш добро, важно не украде од мене. Ние знаете како сме почнали да се однесуваме. Дека лопов е тој што краде од мене им дава на другите, но не е лопов тој што краде од другите па ми дава нешто и мене. Значи, нас ни се допаѓа од нашиот лопов, што ни дава по нешто и мене, а не ни се допаѓа тој другиот, што краде, ама само за своите. И затоа ние што правиме? Ние секој 4 години ги именуваме лоповите. Еднаш доаѓат нашите лопови, после доаѓат тие другите. И ги прашале еднаш индијанците, сиуксите, рекле, кога ви е лошо, кога доаѓат тие не тепат, а кога ви е на вас ано, кога одиме нив ги тепам. И ние така се однесуваме. Кога победуваат нивните лопови, ние се љутиме, леве сега. Ама нашите кога победуваат, тоа нешто, ајде нека си помине. И сега дека функционираме вака, тоа значи дека и ние имаме греф. И тука, кога велам и ние, Ким го вклучува прв. Оти тој, до тамо 2006 велеше дека ДУИ, дајте гласајте ги, им ги дадовме децата. Меѓутоа, и сега нормално луѓето им ме прашуваат со право, па чекај, како тогаш ги фалеше? Па знаете што, јас не гледам на кафе, како ќе се однесува некој 10 и на човек му се зборува збор. Јас кај можем да замислам дека тие што им ги дадовме децата, тие што се повикува на емблемот, научија се такви битанги што ќе не продават за безпари. Кој стварно можеше тоа да го замисли? Но, ете се случи тоа. И сега, што треба да се стори? Многу лесно е да се констатира. Фала Богу, сите се паметни. Тоа што подхитно треба да се направи. Ние постарите им должиме нешто на нашите деца. Ние ги внесовме во раците на овие лопови, кои што апсолутно имат имиња и презимиња. И нон-стоп ги читаме. Јас не сакам да ги изговарам нивните имиња, као да речеме, замислете, вие имате министер на образование, мене тој ми е метафора, до кај сме паднале. Абдилачи Мадеми. И тој, значи, те одлучува за децата. Ти на децата, па на него не му се дава едно стадо овци, оти ќе ти ги изгуби, ние децата им ги дадовме на нив. И ние прашуваме име и презиме, дали има. Вие на Мијалков сте му ја дале државата, судбината. Знаете, човек дојде од Чешка.
за кој што се зборува, се пишува дека бил ваков, бил онако. И ние прашуваме дали имат име и имења и презимења, дали ги знае. Па ако не ги знаеме, тогаш проблемот е кај нас. Значи, ние не препознаваме, не може да разликуваме добар од лош. И пред малку господина што спомна, ние дозволивме нешто многу тешко што се, и кога се случува тоа на една средина, стварно веќе проблемот е многу голем. Ние ги слушаме сите стандарди. Ние и добриот не знаеме зашто го именуваме за добар, но и лошиот не знаеме зашто. Да не праша некој зашто гласаше против Дуи за инат на ДПА. Па инатот не е стандард. Инат има и стоката има инат. Знаете, че запне некојаш на мост Магаре, не мрда да го убиеш. И тоа е инат, дури најверниот инат. Значи, тоа што нас не разликува од стоката е тоа сознанието, свеста, дека зашто ти Киме Кмети го сметаш за лош или добар. И што свати овие браќата, што им оди многу лесно? Тие сватија нешто. Дека ние сме и аледжи, луѓе што имаат, младите, например, што имаат, и што е многу природно, младиот човек сака одма да се вработи. И младиот човек после по природа е многу бучен, со поголем елан, тој сака и многу брзо да заврши факултет, и што полесно, тоа сите сме биле на... И овие што им направија? Им однесоа низ универзитетите неписмени професори, кои што плашејќи се дури се плашат да ги прашуваат студентите, оти студентите знаат повеќе од нив, им дават доцеки, ги пуштаат. И кај што и овие партиците сите докторира, сите овчари од партиите стана доктори на науки, но ние никако не свативме дека ако сакаш некој народ да го уништиш, без да употребиш ниту еден куршум, имаш два начина. Или да му забраниш образование, или да му го уништиш образованието. Да му забраниш да се образува, значи го оставаш неписмен, неук. Кога му уништуваш образование, како што ни направи овие сега, ти произведуваш дипломирани незнајковци, кои што ќе се чувствуват инфериорни кон сите други. И затоа што се случува често? Кога албанецот оди, например, се вработува во администрација, не сака да се дружи со македонците. Една од причините ради кои не сака да се дружи е тоа што се чувствува инфериорен, не знае, што е факт. И така да, ние живееме во времења кога опасноста е дојдена до таа граница кај што мора да се признае. Треба да се чека како ќе експлодира. Оти кога лошото притиска врз арното, врз доброто, врз добрината, врз човечноста, тогаш мора тоа негде да експлодира. И тоа што ние подхитно треба да го правиме, во име на тие нашите деца, да не страдаат, е тој поклопот што побрзо да го трнеме и за да може бар таа младина слободно да дише. Вие тука го слушаме Арјанец зборува за политика, политички партии. Ние немаме политички партии, никој нека не ве лаже. Ние имаме секти, групи, што седнале таму и се договориле како да го оплячкаме овој народ, уште малку. И мене у последно време и ми нудат да одам у партија, јас на шега и велам, па нема веќе што да се краде, што барам во овие години. Знаеш, и немам време кога да одиш, а и се украдува, више нема, не остана. Но сето тоа, повторно ќе кажам, сето тоа нам ни се случува ради тоа што го дозволивме. Знаете што? Тој што го бираш не го покажува само својот лик, тој го покажува и ликот на тие што го избрале. Ова никогаш немојте да го заборавите. И немојте да мислите дека ние сме се испрале, ако речеме Ким го избравме, па тој е стока, па тој краде, па тој. Тој исто покажува и кој си ти. А ние некојаш бираме такви што нас најмногу ни одговараат. Ние понекојаш го бираме тој што се корумпира најлесно заради тоа што си мислиме вака. Ајде па, ќе му дадам 1000 евра и ќе ми заврши работа. Значи, не се наслонуваш на своите способности, не на тоа што дека јас можам и тоа ми припаѓа, тоа е мое, него
ќе го подмитувам и ќе завршам работа. Значи, нас некојаш таквите ни одговарат и затоа ги бираме. И не треба да бидеме тука ние многу неправедни ни пред Бога, и пред Бога и пред луѓето и да не признаеме. Дека овие не ни ги донесува нас од негде. Ние ги гласавме. И ако е така, тогаш ние, нашата сила, нашата свест, ја покажеме во тоа, колку можеме на овие млади луѓе да им отвориме терен, за да може полека да се очисти ова наше друштво од злото. Тоа што јас им го речам на крај е нешто. Ние имаме прекрасна младина. Има прекрасна младина, која што не е нити толку неизживеана колку што се нашите генерации, нити необразована колку што бевме ние по старите генерации. И ако е така, ајде ние старите да го опереме гревот што го имаме кон нив, што ги дадеме на раце на овие што не знаат да градат трло, а не држава. И да створиме простор за ова младина слободно да дише и слободно да оди напред. Јас на крај ќе ви кажам нешто. Дали се сеќавате вие А1 како се уништи? Јас се сеќавам оти бев ангажиран да допринесам нешто. Први, во А1 битката почна со еден слоган, што го пишуваше по продржавните, торбешка телевизија. Знаете зашто тоа беше така именувана? Затоа демек ова е телевизија што не е нити на македонците, нити на албанците. И не треба да се жали, никој да нема жал кон таа. И затоа Македонија е чудна држава. И според мене тешко дека ќе ја биде ако оди по овој пат. Ради тоа што Македонија прави еден грев. Луѓето не се бројат така. Ние сите имаме етничка припадност. Имаме верска припадност. Но луѓето не се бројат така. Нити Господ, нити добриот политичар не ги брои така. Луѓето се бројат според човечноста што го има во него. Оти мене, лоповот албанец, ништо не може да ми е поарен од било кој од вас или од македонецот што е чесен. Но во ова држава така ги бројат луѓето. И во ова држава што имате? Ви имате две купчиња на граѓани. Ги имате македонците православни, кои мислат дека и небото, и земјата, се е славјанско, се е православно. И затоа градат и крстови. Затоа ја направија Македонија као гробница, да е. Вие го имате во Скопјето и големиот крст. Тоа као Скопје го направија гроб, демек еве ви го крстот и доле ви е покојните што живеете. И понатака, што ти е со тоа право? Имате втората група на луѓе, јас сум рекол јавно, во Македонија најголемата несреќа е, најнесреќни се тие што не се нити македонци, нити албанци. Зошто? Оти македонците се чувствуват газди на куќата. Албанците се чувствуват вазани, оној портирот што работи и вика, добро е, бар газдата ми дозвола малку да го пипнам за рака која ќе влезе, па ми дава некој лижавче. А овие другите па ги нема нигде. Ги нема ни во градинката да чистат нешто. Не. Оти, логиката е следна. Или мора се да е мое, или и така да Македонија остана жртва на две соништа, покрупни. Сонот на етничките македонци, овие што се нарекуваат етнички, а јас имам едно правило животно, нешто во парантеза. И син ми да дојде утре и да ми рече дека, знаеш што, тато, сонев нешто и од денеска сум кинез, ја ќе го признам. Кажам, што? Оти етничкото и религиозното се менливи категории. Може, не дај Боже, моето дете утре да стане православен и тој не припаѓа на мојата религија, но тој е моја крв, тој останува моје дете. Тој утре може да се прогласи за хрват, ќе рече. Да,
Јас сум албанец и можеш да му докажеш ти математички дека има потекло албанско. Но тој е, тоа што е. И останал мојот син повторно. И да завршам, во Македонија остана жртва на двата големи сништа. Македонскиот сон, кој што, би реков, е тој, тука и небото, тука и воздухот има мирис на православие, тука и цветињата која цута, тоа е исконски народ, тука Исус Христос први тука е прошетал, па после отишол таму. Значи се, ова е како викат, папакот на светот. И албанскиот сон, кој што е многу голем, ама го реализираат ситни души, вазали. И тоа е, као ние тука, па и лирите, па знаете што, па ние кога сме биле тука, обие од Карпатите, уште по гранки си виселе, не знаеле по земја да одат. Ако било така, тогаш како си дозволил овој што висел на гранките владе? И си поигрува со тебе како да си ти сега на гранка, а не тој. Така да, и сега во овој абсурд обстојат сите овие другите, помалите, кај што припаѓаат и кај што исто, ништо не им замерам, и тој некој што се чувствува македонски муслиман, и тој што се чувствува торбеш, и тој што се чувствува албанец, а зборува некој македонски јазик. Значи, секој има право да си определи за себе си кај припаѓа. Но несреќата на помалиот е тоа, што он има двајца поголеми браќа кои што се неспособни да направат држава. А не им дозволуваат на овие да се приклучат кон тоа. И така да во Македонија имате, реков, македонците кои што државата е само нивна, албанците кои што се во власта немат држава и останатите кои што матени немат ништо. Сем тоа што им го дал Господ, да се жители на ова земја. Вие да градите мултиетничка држава по ова памет, значи да ја осудите таа држава никогаш да не биде изградена. И таа да изгледа како куќа без толку. Кај што секој будала кога сака ќе ти ја нишне и ќе падне. И затоа Македонија, ако се приметиле, што се случува? Секој 4 години нешто се случува, а секој 10 години се тресе од темел. 90-та, 2001-та, сега сме 2013-та. Телефоните нешто прозвучија. 2020-та, ако вака продолжи, можда и ќе нема више што да прислушкуваме. И зашто е тоа така? Тука помалку има греби меѓународниот фактор, затоа што тие, за да ја ризикуваат демократијата и ризикуваат институциите на државата само за да има стабилност, само да има мир внатре, да има некои луѓе што ќе го одржат тој мир. А тој мир ти го одржуваат луѓе што имат мускули, не им треба глава. И така со нив почна да градат држава. И сега и тие се во големаот. Како? Како со ваквите? Оти тој што ти, видите, тие доаѓаат тука и изборите, сите ние знаевме како ги крадат ВМРО и Дуи. За Дуи ќе ви кажам како ги крадеше. Ќе ти вработи еден од семејството и сите 20 души други од семејството се заложници на овој. Оти ние знаеме, јас знам дека ако не гласам за Дуи, ќе му го избркат и тој еден вработен. И вака се фалеше тој пашата, Али Ахмети која велеше, 150.000 имам, на наредните избори ќе имам 200, и свано ќе имаше 200. Оти, во Македонија се случи нешто и ужасно. Неаме ние партии. Партиите не имат нас. Како можеш да речеш ти дека имаш партија, кога тој однапред има список, знае кој ќе гласат за него. Не го дозволувајте тоа. Тоа е многу понижувачко за човек. Не дозволувајте ние да се плашиме на тие што ги гласаме. Кој резон е тој? Па тој треба, кима ако станал нешто, затоа што ти си го гласал, па тој треба да се тресе кога ќе дојде пред тебе. Знаете зашто? На тие луѓе, ако им извадиш тие гласови, тие немат никаква вредност, ни дома и жените не ги примат такви какви се. Па тие со нашите гласови дома се фалат.
станав министар. И жените викат, овој мора да има нешто, можда ја не гледам добро, ама овој има нешто која го гласа овој народ. Пола од нивните мајки никогаш не верувале дека министри може да станат. И тие, знаете кога поверуваа? Кога станаа министри, тие отидоа дома и си рекле, чекај, може да јас не гледам, ама овој народ ги постави министри. Овие мора да имат нешто што јас не гледам. Памет не гледам во нив, ништо не гледам, ни убавина, бар ни фризурата. И значи, имат овие нешто, сакам да речам, сета нивна вредност е нашиот глас. А ние имаме тука бизнесмени, ние имаме млади дечки што се паметни. Ние се што имаме и дозволуваме да не представуваат луѓе што немат ништо. Сега, зашто ова го нагласувам? Оти има некој проблем што и во нас. И ние, пред да го решиме проблемот со нив, треба да го решиме нашиот проблем кој е. Дали е стравот, дали е неискреноста, дали е сиромаштијата што е. Но, има ли голем грев? Некојаш мене ми велат овие што како ги напаѓаш, па тие не се сите лопови, тие се и добри. Имам само едно прашање. Како може да биде добар човек? Тој што ја злоупотребува сиромаштијата на мојот народ. Како може да биде добар човек? Тој што ја злоупотребува желбата на моето дете да биде вработено и го уценува со тоа. Уцената е грев, браќа. Уцената е грев. Ти да знаеш дека тој има некоја мака. И ти да го уцениш. И на име на тоа да го натераш да биде со ким, тоа е грев пред Аллах. Тоа не ти го прашта никојаш, Господ. Тие што го сторија ова, па тие дури и кои го спомнуваат ова корупцијата, крадењето, тој е најмалиот грев што тие го сторија. Тие сторија еден епохален грев што не им се прашта, нема да им го прости ни Господ, дури и ние ако им го простиме. Тие ни го украда на нас она достоинството, да се срамиме пред нашите деца. И мене често пати ми велат, ама зашто едно време велам, знаете зашто? Јас не сакам да се срамам пред моите деца. Едноставно, доволно ми да им речам дека јас го сторив своето, јас толку можев, јас не сум народ. Народот има право да го избере за свој представник и најголемиот будала и народот секогаш има право. Но, ми реков, избраниот не го покажува само своето лице, го покажува и лицето на тие што го гласале. Ако вие сте изгласале еден ким кој што нема никаква вредност, вие покажувате, ние сите, кога велам вие, јас, вие, сите ние покажуваме дали може да го препознаеме добриот од лошиот. И ако не може да го препознаеме добриот од лошиот, и ако немаме храброст на лошиот да му речеме дека е лош, на добриот да му речеме дека е добар, нас не се случува ова. Што ни се случува? И ќе дое ден, кога нашите деца ќе не прашуваат, зарем бевте толку слепи, толку мутави и не гледавте кој ме води? Кој ќе биде нашиот одговор? Дека не знаевме, дека не можевме? Па тогаш како си знаел да се подчиниш на тој што го сметаш ти за никако? И затоа мене се повеќе ми се нелогични и овие нашите плачења. Сегде кај што се оди, кај што одам, не се кука, па како, па овие крадат, па овие лажат. Чекај, браќе, кој ги гласаше нив? Што е најтрагично? Ние не ги гласавме поеднаш, па ајде да речеш еднаш ме излажа. Ние утре ќе дојат, тие не истите ќе им аплаудираме, доаѓа Ким се аплаудира, доаѓа овој се аплаудира. И сега и дури, јас сум почнал повеќе нив да ги жалам. Оти никој не им кажува дека се такви какви што се. И тие нормално им веруваат дека се вредни. Посебно кога ние им се поклонуваме. Од тука, дајте први да тачно ова што ви го. Дајте да ставиме ние име, презиме и на доброто и на лошото. Нема више, доста беше она зборување тие и ние. И така да ги го збунивме народот. Кои се тие?
као да се тие некои фантоми, не ги знаеме, а ги гледаме секоја вечер. По сите вестници пишува дека овој осумничен за тоа, овој ги слушнавме разговорите, и мене кај албанците, и тука ќе завршам, од јас кога почнам да борам да престанам, затоа замолете ме да престанам, кога почнам овие бомбите, слушав кај албанците, например во ова, по вестниците. Зашто нема за нас, за овие нашите нешто да изведат? А видете, тие нашите нас што ни направија. Сопот, Бродец, Монструм, Скопје 2014, Куманово. Сето ова ти го сторил и ти уште сакаш да чуеш што тој вели во телефон. Тој тоа го вели во телефон. Јас сум поголем каурин од каурите. Он тоа ти го прави секој ден, ти покажува дека е поголем каурин од каурите и ти прашуваш, абе, види, овој и овој заев никаков не извади ништо за овие нашите. Тој ти велам, тој ти извадил се, она што викат сите шарети ти ги дал, се, Сопот, Монструм, Скопје 2014, Куманово, сите, овие ти ги сторил со твои луѓе во владата. И ти се прашуваш сега, абе не знаеме овие од Дуи, дали тие правиле нешто лошо. Абе на нив гревота и да спомнеш дали дури тие да направиле нешто арно, човек треба да ги осуди, оти да рече, фала, не ми треба твоето арно. Оти на човек, на партија што ќе ти истори сите овие, ти да чекаш аргумент плюс, демек, неаме аргументи дека не биле толку ефикасни за нас. Јас уште еднаш ви благодарам за поканата и за присуството. Мене ми е жал, во име на вас што стоите, јас ќе станам ќе стојам, зано таа почит јас не ја заслужувам, но ја ценам премногу и таа ме обрзува премногу. И затоа можам да ви се одолжам само на еден начин. Прашувајте ме, браќа, што ќе ви текне, ич не берете гајле. Прашањата се ваши, одговорите се мои. Граѓаните и жителите кои живеат тука, буквално кај нас и околните села, наоѓаат причина и револтирани од тоа што овие изминати години, да кажем од 2002 па наваму, се навистина многу разочарани, изиграни, понижени, да кажем, од токму партијата од албанскиот политички кампус, кој што многу ветиле, а многу изневериле. Понатаму, во денешно време, граѓаните не знаејќи како и што, сето тоа го оправдува со тоа дека ништо направиле тие, па еве, мораме да се свртиме кон другите кои што градат, ветуваат и градат и така натаму. Ова да го објасните и како второ, сакам да ве прашам токму во делот каде што граѓаните на некој начин се песимисти понатаму во една подобра иднина, викаат дека гласавме едни и други, па нема веќе што да гласаме и кого да гласаме, дури по социјалните мрежи ќе се бележиш, ќе прочиташ каде што многумина повикуваат и на бојкот како решение. Колку е тоа решение бојкотот, или пак е време преку вашето излагање и вашата експертиза да ги охрабрите граѓаните дека има оптимизам, дека бојкотот не е решение и дека ќе има и навистина ни се, да кажа, приближува една подобра иднина и за нас, и за нашите деца, за нашето општество, но и за нашата држава. Знаете што, ако албанските партии продолжат да бидат тоа што се денес, јас мислам дека ќе дојде време кои самите албанци нема да гласат за нив. Оти, ако јас го гласам Дуи, за да оди да го направи посилен Груевски, тогаш што ќе ми е тој посредник? Ќе одам самиот директно таму. Оти така е. Дуи ќе се прода сам. Така да, ние догуравме до тоа да ги гласаме нашите вазали. Значи ние ги гласаме тие што onda ти го прават ја прават посилна македонската партија која што е на власт. И затоа се случува едно чудно нешто. Ние што повеќе пратеници имаме и што повеќе министри имаме, ние се чувствуваме не представени, као да немаме представници. Оти Дуи ДПА се керки на ВМРО. А да си керка на ВМРО, значи мора да си уличарка. Не можеш ти да бидеш... Тие се албанската рака на ВМРО. И нормално, на име на тоа ве лажат и вас, тука доаѓат, тука кај вас, ја го знам нивниот стил,
Оти лажи, знаете што лажговците имат само еден речник. Браќа, уште овој пат, на следните избори ние, ода таму кај Грузија. Видете, македонскиот парламент одамна не е парламент на народните заставници. Ова треба први да го сватите. Тој претежно е таму на бизнисмените кои што знаат да водат само еден бизнис, политиката. Македонската влада одамна не е влада на Македонија. Таа е влада на ВМРО и на двете незини керки, ДУИ и ДПА. И ви реков, и таа е тачно као една група мајка што ги контролира овие проститутки таму за подобро да функционират, подобро нас да не лажат. Но повторно јас ја вратам топката. Зашто ние толку лесно се лажеме? Да, ајде сварно во ова сала, дали има некој што не го знае ова? Не сакам да верувам, дека е можно да не знаеш, дека што е проблемот на Македонија. Македонија, што сватија македонските партии, двете, и СДСМ и ВМРО. Сватија едно многу проста формула. Дека поевтино ти се паѓа да плаќаш едно 2000 албанци многу скапо, одошто на целиот народ да му го дадеш својот дел. Од ти 2000 албанци, ти да ги платиш и по 200 евра годишно, тоа ти се 4 милиона евра. А на албанците, ако се 30% на 3 милиарди, се колку? 1 милиарда. И тие, значи, ја направиле математиката и рекле, подобро овие, фати ги овие, што ги имаш тука ова друштвото, и плати ги скапо, одошто ако му дадеш на еден народ, и што се случува? Албанско-македонското братство супер функционира. И знаете што? Македонија во која што живеат лоповите на ДУИ, на ВМРО и на ДПА е прекрасна. Таа ти дава возила со скапи возила, секретарки, за 4 години купува. Мене често ми велат и ме викнале овие челници на партии и рекле, зашто винуваш така? Па дај еден аргумент дека ние крадеме. И јас сум им дал еден аргумент. Јас имам поголема плата од сите нив. Еве да ви кажам јавно. Секојаш сум имал поголема плата од сите нив. Но јас джип требаше да купувам сега, требаше кредит да земам. Свадба прави, кредит земи. Значи не успеа. Тие со една плата, помала од мене, само на тркалото на джипот им вреди колку моите 4-годишни плати. И од каде тоа? Ако платата му 1000 евра, значи 24.000 евра годишно. Значи 56.000 евра за 4 години. А джипот му кошта 200.000 евра. И уште 4 куќи, свадбата 200.000 евра. Од каде? И ме прашува мене од кај аргумент дека крадеме. Па тогаш ако не крадете, ви ги собирате овие од гранките на крушките таму во градинката, искачаш полни влекче и дај кажи и нас што растение беше тоа што произведува евра. Тие дури почна и да се шегуваат со нас. А шегата оди до тука, да немат ни срам, ни перде, и доаѓат, повторно велат, гласајте ме. Гласајте, и вие која ги прашувате, ама не сторите ништо. Ама ќе сториме? Што? Дека ќе има време. Јас наполнив 60 години, јас сум стар човек. Истата песна ја слушам од 90 до денес. Бар што се однесува и до меѓуетничките односи. Ќе биде ова, ќе биде тоа, ќе станеме братска држава, ќе стане. А што повеќе тие се збратимуваат, ајдуците, ние повеќе се делиме. Зашто се делиме? Оти се случува еден чуден феномен. Тие што богати стануваат, ние се посиромашни. И не изедначија нас, граѓаните на Македонија, само во едно, во сиромаштијата. И сварно тука сме сите исти. И сиромавиот македонец, и сиромавиот муслимани, и сиромавиот православец, и сиромавиот се исти. Но се изедначи и тие. Ако ги гледате и лоповите, сите се исти, многу богати. Имат по 4 куќи, нивните деца студираат. Сега, секојаш, јас признам, многу е лесно ова да го констатира. Дури јас сметам дека секој од вас ова ќе го каже поубаво од мене. Сега, филозофијата е како ова да се постави, знаете, она која почнува
калта да ви тече низ улица, кога почнува пислокот да ви тече низ улицата, вие треба да сте мајстор да тоа да го прекинете. Треба да одите, значи, таму кај што пукнала цевката. А кај пукнала цевката? Кај нас. Пукнала при гласањето. Ние или не гласаме, или гласаме онака како што не избрале партиите. Први ќе не избере партијата, ќе го направи списък, ќе рече овие 100 души се мои. Овие другите не ги пипам на ВМРО се. Кај го има тоа? Што демократија беше таа? Партијата нас ни одредува кој за кого ќе гласа. И од тука, што би ви препорачал јас? Дајте ги овие млади. Застанете им, бидете, ние постарите треба да сме брани, да ги штитиме нив и меѓу нив ги има оние соколи што можат ваквите мрши да ги отфрлат од политичката сцена. Никако другачи. Само со муабети никако. И тука, јас сум рекол, и не го кријам тоа. Мене ми се симпатични, некои ми велат, па што и тие ќе станат такви. Велат, можда ќе станат и овие од беса такви. Јас сега сум презела една улога. На рокот на расипување да им го продолжам. И во стилот, не им давајте тоа што вика аријаните. Кај се видело тоа? Доживотно министер, доживотно председател на партија. Кај го има тоа? Кај на запад? Вие се луѓе што одите на запад. Кај може на запад? И кај има на запад да направиш партија за председателот? Партија на Ким. И затоа тука кај нас викат партијата на Али Ахмети. Не ме молите. Како може? Партијата на Ким Мехмети. Тие се баш султан партии. И ние, така да, има многу нешта што ние ги знаеме, сега преостанува едино да бараме начин како тоа да го очистиме. А чистењето треба да го почнеме први од куќата. И да речеме вака, дека јас нема да дозволам као млад човек мене да ме држи као негов роб. Тој, кого јас сум го гласал. Оти погледнете што се случува. Сите вработени во администрацијата, во полицијата, по школите, дуи ги третира као аргати во нивната куќа. И дури тие, ако гледате вие во текстот како разговарат, тие велат, ние им дадовме. Па тие само ни зимат, ништо не ни дават. Па тие ни зимат, таа плата што ја зимат нашите такси, како тие ни давале. И така да, први да го смениме, да го вратиме тоа најосновното што ни го зедува тие, правото да гласаме како што сакаме. Не како што сака партијата. И тоа оценувајќи на овој начин, што ме вработил, што тој за тоа е платен, тој е министер за да вработува. И вие ако гледате, тие доаѓат и се фалат, велат, јас отворив 3 партии, 3 фабрики, како бе ти отвори? Па ние те плаќаме за тоа, за да отвараш, не да затвараш. Ние основното училиште го реновираме, да речеме во Лабуништа. Па будало една, зашто взимаш плата? За да не реновираш, за да спиеш дома. Значи тие за тоа што ги плаќаме, се фалат дека работеле. Па да не им кажал некој дека ги гласаме за ништо да не работат. И така да, има многу проблеми што ќе треба да ги решиме сами. Ако не ги решиме сами, ќе ни ги решат тие, но ќе ни ги решат на овој начин. Ние ќе стануваме се посиромашни, тие ќе стануват се побогати. Благодарам на господинот Мехмети. Тука предлагам да со делот на дискусијата вечерва да застанеме и да отворам дискусија за вас, почитувани присутни. Се разбира дека имат заинтересирани кои што на темата, но може и нешто што го засега од секојдневниот живот, нели, да постави прашање. Нашите вечерашни панелисти тоа ќе го објаснат и ќе го анализираат во рамките на нивното експертско знаење. Господинот Ахмед, Ахмед Бекировски, бизнесмен и директор на Гајрет. Морам Ефендијава да го исправам, брат ми да е директор на Гајрет, ама не е толку проблематично. Прво да ги поселявам гостиве, да и се заблагодарам за присуство, навистина го сметам за голема чест.
ама морам да му се заблагодарам и на моите сограѓани лабуништани за масовноста и желбата да бидиме дел од процесите кои што ги очекуваме. Две прашања ќе имам за вечеров. Едното ќе се однесуваат за господинот Аријанин Хоџа, а второто ќе се однесуваат за господинот Ким Мехмети. Но да биде малку поинтересно, прашањата ќе ги поставам со некоја си преддискусија. Господинот Ким Мехмети во своите настапи јавни или пишани го пратам изминативе 6-7 години. Денеска за прв пат имав можност и да го видам. И ќе ви кажаме на работа што е искрено меѓу нас речена, му реков: господине Ким, многу ми е жал што не си торбеш, да беше торбеш, еволуцијата ќе беше завршена. Ама ја имам еден дај од Джабир на кого му е тем драго што е господинот Мехмети албанец. И то етем го почитува. На сите нас присутни овде ми е драго што сте вечерва заедно со нас и навистина сакаме не да видиме ние домаќини, него вие тука да се чувствувате како да сте дома. И уште еднаш благодарам за присуството. Првото прашање што сакам да го поставам за Аријанин Хоџа, а малце го начнавме и во кафетеријата Инцвенсо. Изминативе 2-3 недели во проблемот со бегалската криза имавме можност да ги видиме, сега да речам како ги нарекуваат економски мигранти од Иран, Пакистан или државите што ги поврзуваат надвор од воените жаришта или воените кризи. За да се изборат за некоја правда и некоја нивна визија да живеат на некои простори кои што тие ги смета по-демократски и по-правични, јас не навлегувам во исправноста на нивната идеја, но го почитувам револтот да ги сошиваат сопствените усти како знак на револт за ситуацијата што ги имаше снајдено на македонско-грчката граница. И тоа би било се во ред. Прашањето е за господинот Арија. Што се случува со нашите интелектуалци кои што се родени со зашиени усти? Навистина ова. Со секоја почит и респект дека денеска нас ни се гости двајца интелектуалци кои што ни со сила не можеш да ги затвориш устата, а посебно станува збор за господинот Ким Мехмети. Ова беше прашање за господинот Аријанин Хоџа. Прашањето за господинот Ким Мехмети е врзано со актуелните настани. Во последно време, во желбата да се промовираат некои нови идеи кои што би ги задржале актуелните уште наредниот период на власт, се афирмира прашањето и тезата за буџет по Бадентер. Навистина сакам да го слушнам вашето мислење по тоа прашање, затоа што кога јас размислувам имам чувство дека е голема можноста да влеземе во сериозна замка. Затоа што гласањето на буџет по Бадентер би значило по автоматизам исто такво гласање и во општините каде што сме ние во наводници, ќе речам, ветинско население. И се плашам дека многу потешко ќе ги врвиме буџетите по Бадентер во општините, отколку што ќе помине буџетот по Бадентер на централна власт. Затоа што размислувам во правец, што ги спречуваше досега нашите представници во власта да донесат буџет кој ќе ја рефлектира реалноста во државата. Не им требаше Бадентер, доволно бе тие да речат овај буџет не е за наши потреби, не го подржуваме. Нас ни се случи 24 декември 2012 година, кога нашите во наводници представници бе соучесници да се со насилие isврлат пратеници од законодавниот дом за да се донеси буџет. Ништо не беше по наш терк, него беше директно насочен против нас. Ова е прашање вас, благодарам и толку за сак, да го отвориме само муабету, да ни биде поинтересно. Благодарам. Ајде од те буџеви да почнеме. Овие денови одиме со Аријанин често вака по овие трибини и што забележувам, најубавите прашања не му ги поставуваат. Например, јас ќе сакав првото прашање да беше мој, второто и ќе почнам од неговото, ќе изјавам едно дел. Мене, пред некој ден ме праша исто инострански новинари, што се случува ова на границата и зашто ова? Велам, знаете во што е проблемот? Виновни се овие бегалците. Овие мислат дека на вистина Македонија е она влезна врата за Европа. Не е тоа, Македонија е септичката јама на Европа. И велам, тие дошле во септичката јама.
дошле во земјата, кај што политичарите ги крадат своите и овие кутрите барат сега од нив помош. Нема, тие ќе украдат. И што се случи стварно? Железничка ги покачи цените. Таксистите се збогатија. И ти од таквите луѓе да гледаш да бараш чар, тоа стварно само тука. Тука ќе завршам со одговорот што треба најпаметно ќе го даде. Сега со ова Бадинтер. Знаете што? На неспособниот, не Бадинтер, да му го дадеш на цртано, ништо нема да направи. Јас сум рекол и ќе речам. Во ова држава, сите лоши нешта што се случија, можеше да ги прекине само една партија, тоа е ДУИ. И проектот Скопје 2014 и се друго. Доволно ќе беше ДУИ да речеше на Груевски дека ако продолжиш вака, од утре ќе излезем и од парламент и од влада, и тој ќе прифатеше што и да му се рече. Но кој може ова да го рече? Ова може да го рече тој што не седнал на столче во кој што нешто му е влезено внатре. Знаете, ова може да го рече човек што комодно седи во столчето и станува кога сака. И ако тој другиот те купил, ти нормално ќе молчиш. И што ќе правиш? Нас што ни се случува? Се усвојува буџет, тој искате и вика, не знаете вие што е буџет? Буџет не е само тоа што ние зијаме. И сега ние не сме знаеле што е буџет. А јас многу, и стварно ја не знам, но јас знам едно, дека се потрошија 500 милиона за спомениците. Јас знам, ајде и тој Адам го прифаќам, ама меѓу тие споменици нема нито еден муслиман, нито еден албанец. И велам, како може со мои пари, он го озрачува и крстот на водно. Како може? Зашто не даде нешто од буџетот и за минарињата? Например, кога би гледал од верски аспект, кога гледам од етнички аспект, си велам, како може он 500 милиона евра дава за споменици за својот народ? А за мојот народ он не дава николку опашката на лабот. И ови вели, па да, сега им текна Бадинтер. Видете, Македонија оди по полош пат од Бадинтер. Оди по патот на тоа да или ќе биде двоетничка држава, или пака ќе биде сезонски, ќе се гради се додека не труле целата. На Македонија се случува нешто многу лошо. Таа труле од внатре. Дали вие забележувате нешто? Што повеќе тие се слагат, повеќе ние се делиме. Албанските генерации веќе не знаат македонски, као што знаевме ние во моје време. Не го знаат овој јазикот на македонците. Не чувствуваме толку потреба еден за друг, колку едно време. Јас ќе ви кажам, по-голема потреба ние чувствуваме еден за друг во време на социјализмот него сега. Што значи тоа? Тоа значи делење. И јас сум приврзаник на идејата, кога маж и жена сакат да се делат и гледаш дека не сакат никако да живеат заедно, ти не ги мачи сега со адвокати, па со психолози, да ги убедуваш од јавно е да живеете заедно. Ти велат будалиот, што повеќе го убедуваш, станува побудал. И така да, јас сум приврзаник и затоа мојата теза е средна албанска, сум рекол. Ние албанците, која веќе 20 години не можеме никако да докажеме дека не интересира ова држава исто као македонците. Дајте ќе направиме нешто друго. Ќе го направиме први на албанскиот парламент. И ќе речеме, господа, ние сме тука. Ако може да ја изградите сами, почнете и градете ја. И јавете ни. Ние знаеме да се радуваме на убава градба. Покрите, ако сакате, се со споменици. Ама од ваши пари сам. Мора да се дојде до ова. Поти ни се испомнешаа рачуниците. Јас не сум бил никогаш приврзаник на ова идеја, искрено да ви кажам. Јас до 2003 сум бил директор на Центарот за мултикултурно разбирање и соработка. Јас стварно и ден денес верувам дека светот постои врз база на разликите, не на истоветностите. Но јас сакам да бидам бар толку паметен и да сатам дека немој да садиш банани таму кај што е предвидено да никнуваат сливи. И така да, тој проект тука не пали. Не пали, брат. Оти, не, тука има вина и кај албанците и кај македонците. Но преди се, вината е кај тој што е поброј. И во што е проблемот? Пак ќе навратам на тоа што ви го кажам на почеток. Проблемот е, основниот проблем на ова Македонија е во тоа што
Македонците не сакат да делат држава со никого. Видете, има разлика да делиш власт и да делиш држава. И затоа ни се случува на нас албанците големиот абсурд. Ние сме дел од владата, но не сме дел од државата. Од тебе и турците и во турско време те зима да бидеш дел, но немаш ти право, не ти припаѓа државата. И проблемот е овој, што ние албанците сме во власта, но немаме држава. Оти државата тој ја контролира. Еве ви пример. Тоа што ти треба да го правиш во Лабуништа, треба да премине преку Груевски. А тоа што тој го прави во Струмица, не треба да минува преку тебе. Тоа не е заедничка држава. Тоа е властодржец и вазал. Ти као вазал, значи кај твоите, имаш право од твојата нахија да ја контролираш и твојот народ, и ќе ми јавиш што сака тие, и јас као газда ќе ти одобрам. Ова може, тоа не може. А јас што правам со моите, тоа не е проблем. Уствари, тоа што го прави властодржецот, го знае само властодржецот, а тоа што го прави вазалот, треба да го знае и властодржецот. И затоа ние, албанците, се чувствуваме како да сме пред двојна власт. За да се вработиш, треба да му дадеш 2000 евра на овој од Дуи. Оти тој треба 1000 да му даде на 100. Значи, да не беше така, поевтино ќе помине, со 1000. И така да ја плаќам двојно, јас сум двојно владеа. А македонецот е само од една власт, оти тој на Али Ахмети не мора да му плати. А јас треба и на Али Ахмети и на Груевски. Затоа на нас е потешко нивното владење и затоа на нас ни станува се поскапа ова држава. Оти ти као бизнесмен ти гарантирам, ако што не ти го знам бизнесот, ти треба да имаш еден ментор што му плаќаш на ДУИ, ама и еден на ВМРО. Ако ми речеш дека ова не ти се случува, тогаш стварно од денес ќе те прогласиме тебе за наш воđа. Си нашол, значи, лек како тие будали да ги зафрнеш. А тоа е, денес е најголема вештина како да се спасиш од нив. Оти јас не сум нашол, еве ви кажувам јавно. Јас да вработам, јас имам 3 деца со факултет, ниту еден не е вработен. Една од причините се ради тоа што се мои деца, а втората и стварно многу скапо ми е сега на 3 деца по 2000 евра, 6000 евра, кој ќе ги заработува? А да би имавме ние и држава и власт, јас ќе платев само 3000 евра, само на овие од ДУИ. Ете, затоа јас сум повеќе од ова, а јас сваќам каде е вашата грижа и таа, видите во што е проблемот, стварно претерувам. Вие рационално размислувате, но знаете во што, дозволете ми, драги мои пријатели, да ви кажам нешто. Вие рационално размислувате во една ирационална држава. Не можете рационално да го процените. Вие после мерите со здрави стандарди. Во држава велите како може по бадинтер буџет во држава кај што секој граѓанин треба да си го има тоа што му следва. Но тоа вреди кај што има стандарди. Тука нема стандарди. Како може стандарди? Кого прави? Видете, 2014 во која земја, вие сте биле на запад, во која земја влада може да изради толку споменици да не прашува народ? Па во Австрија јавен клозет да израдите вие на плошта да го прашувате народ. А овие цела држава го направија јавен клозет, па никого не праша. И вие во таа држава да прифатите да не поставите. Затоа јас као албанец, прв пат, значи на овие години, што не верувам, велам и на овие политичари што ме прашуваат, браќа, ако сакате нешто да направите за својот народ, после изборите, најдете на убава сала, седнете, речете, овој е парламентот на албанците од Македонија. Дај еднаш, тој македонскиот парламент, што не е на Македонија, седнете вие таму, ќе се договориме како ќе ја менаџираме ова компанија. И ако сте вие 70%, а не сте, затоа што во тие 70% ги броите и турците, и ромите, и муслиманите што сакаат да се изјаснуваат као Македонија. Ако е така, ако сте вие само 50%, тоа ќе испаѓа пола-пола.
бар да се прашуваме пола-пола. Ајде нека не трошиме пола-пола, ќе се договориме дека ако треба во Струмица повеќе да се вложи, да, но да се прашуваме, тие не прашува. И така да, дојдено е време, или нештата ќе се расчистат, оти некојаш, која вие, затоа го почнав со брачниот прав. Кога вие гледате дека маж и жена не сакат веќе да живеат заедно, стварно не ги гњавите со добри адвокати, него најдете им адвокат што побрзо да ги подели, да им каже што кому припаѓа. Оти вака ги травматизирате и децата. И нивните деца не знаат сега Мерцедесот на таткото кому ќе припадне и почнуваат со интриги, тие да лажат. И сета таа куќа се растура. Затоа јас, за да не се растура куќата, мислам дека е дојдено време, ајде еднаш убаво се да поделиме и да видиме кој што менаџира. Првиот услов. И јас сум тука на овие години, на ова возраст, која најмалку имам потреба од тоа, да кажам нешто само. Не затоа што јас ја знам вистината, но што е докажано. Да кажам нешто само. Не затоа што јас ја знам вистината, но што е докажано дека таа луѓе што не знаат да разликуваат паметни од непаметни, тие губат битката и со човечноста. Оти вие и као во медресето, кога сакате да имате, сакате паметно дете да ви дојде, за да учи полесно, да памти полесно. И ние имаме еден борч, еден голем долг кон овие млади. Ние им ги доведовме во систем, во општества, кај што лоповот нема страф. И мене често ме прашуваат, велат, како бе одиш, кој стои за тебе, знаеш што? Велам, знаете што, по-кукавица од мене, по-плашлив од мене, албанска мајка никогаш нема да роди во животот. Но ја верувам во нешто друго, јас сум и верник. И знам едно, како може луѓе што крадат, што го лажат народот, не се плашат, доаѓат ви го барат гласот, а јас од што ќе се плашам? Мене може сите сега да почнете да ме опсуете, но не може да ми речете дека нешто сум ви украл. Не може да ми речете дека нешто сум ви ветил. И тука е мојата моќ. Вие сите може да, и јас одам, јас знам што ризикувам, ќе стане некој дуих, ќе ти трне некоја пцовка, што, не знам как. Но има нешто, и ајде да почнеме ние вака да се маркираме. Дали сме паметни, колку сме паметни, и да се построиме. Ние паметните тука, вие будалите тука. После, ајде ќе почнеме со честноста, со религијата колку ја почитуваме и тука. Ние нигде не сме почнале. Ова што ви го зборувате, ова е врвот на пирамидата. Ние се уште живееме во општества кај што и лопов, и лажго, и неморален, и паметен, и морален, груп во иста армија сме, во исти ред сме, во исти кош сме. Ние први треба да расчистиме и да градиме стандарди. И јас ви верувам на вас кога верувате дека религиските стандарди се тие што се бар до моралот, као најцврсти. Но и тие се политизира. И вие сами кажавте дека доаѓа тука два ајета, видите. Значи, се е сведено и нас ни се случува една голема несреќа. Ние живееме во времења кога во наводници велам, едини Господи е еврото. Овие браќа не познават ни етнички знаме, ни ништо. Покажи им го еврото, тие заборават и орел и се. И едини орел што тие го препознавате, доларот и еврото. И од таквите вие сега барате религија. Па тие и во црква, и во џамија која се клањате, држи ги рацете в джепот и ќе ти ги украдат парите. Дискусијата сметам дека е доволно заради концентрација и на сите вас, но и на нашите гости. Во името на Младинскиот форум Хајат, во ваше име, искрено им благодарам на нашите вечернични панелисти и гостите од Скопје, господинот Ким Мехмет и Аријани Хоџа. Им благодарам за нивниот одзив, за дебатата, за сите пораки кои што ни кажа. Им посакувам успех, понатаму во нивната активност во опозицијскиот совет за една подобра иднина на сите нашите млади во оваа Република Македонија. Вассаламу алейкум ва рахметуллах.